Здраво, наши драги пријатели и муштери, секако. Исклучително сме задоволни од претходното видео, од виралноста негова. Стварно сам пресреќен, мислам колку позитивни критики добивме. Во со однос имаше хейтери, да речеме од тие 64.000 луѓе што го гледале видеото, еве сега ќе ви покажам. Дали 3-4 од кои потенцира за пастрама, каде е пастрамата или некои што за мене небитни, се неќам да ги напаѓам, ама не е поентата тоа, ние сите 65.000 не сме глупи, знаеме дека почетната верзија на пастрамалијата се правила со овча пастрама, но се со годините понатаму секој производ доживел модификација, односно модернизирање во овие модернизирани услови, пошто сега ја и не знам кој би јадел со пастрама, мислам ни маж, не па жена да проба тоа. Не е битно, знаеме дека сега пастрамалиите одат и со свинско месо, одат и со пилешко месо, останало да се викат пастрамајли по низиното изворно име, како сега да не полемизираме што е, како босанците, што е бурек, дали е бурек само со месо или бурек е другото, е се пита, сирница. Значи, тоа ќе оставаме на други луѓе, нека се позанимаваат со таа проблематика, ако е веќе проблематика. Значи, јасно е дека ние работиме еден помодерен вид и тато го прави на својствен негов начин. Значи, нити сакам да бидам како старите мајстори, иако но сакам да ме поистоветува некои луѓе со квалитетот од тоа време, но тато сака да даде нов шмек, некои негови видување за тоа како треба да изгледа пастрамалијата. Секако земено од корените, но модифицирана малку на помодерен начин. И толку околу тоа. Сакам да ви кажам и пак да ви се заблагодарам на убавите зборови, да ви покажам. Ово е до сега на тато највиралното видео. Еве, значи има околу 64.000 гледаност, 1200 реакции, односно лајкови, 14 проследување, пораките се, како што ви кажав, претежно 90% се позитивни. Оставив некои од, да ги наречам во наводници, од хейтерите, па каде е пастрамата, па гледам вие им одговарате на тоа, па чија била подобар пастрамалијата, Велешката или Светиниковска ли, ма не е битно, луѓе. Мене ми е гордост и ми е мило што нашата мила Македонија има толку многу да даде. Значи, толку автентични јадења секој град може да понуди. И не е битно дали е Велешката пита подобра од штипската пастрамалија. Не правиме муабет за вкусови тука. На кој каде му е посладко, нека си јаде. Битно е да ширеме позитивна енергија, да си го потенцираме нашето, зашто стварно ние нудиме квалитет. Во секој сегмент, значи имаме каде да јадеме најдобро јагнешко. Ако си мрзенци ќе одеме, ќе јадеме јагнешко. Во Прилепи, во Велес ќе јадеме прекрасна скара. Секој пат кога одам во Велес, обавезно ќе си порачам, како што тие велат, свадбарско како се викаше џигерче, да. Свадбарско џигерче, па не можам ја Велес да го одминам ако не си порачам, па похован мозок, па сега да не набројувам куманово со што може да се пофали. Ние треба да се гордееме со тоа, не да се препуцаваме, ево е вака, е тоа е така, нашата е подобра. Сите се најдобри кои се вкусни. Значи тие што се вкусни се најдобри.
ти џабе ќе работиш и нешто да е и од старо, ако не го работиш добро, џабе, ако не ти го сакаат луѓето. Значи да се трудиме ние да бидеме квалитетни, пошто ако имаме стрекни муштерии, ние ќе бидеме стрекни. Не може да биде обратно. Значи да имаме нестрекни, незадоволни муштерија, ние да бидеме стрекни. Тоа не може да биде, не може да оди натаму бизнисот. Сега за оваа емисија решив, пошто минатата помина многу добро, дури имам со доза на трема и страв како ќе помине ова, не знам што поинтересно веќе да ви презентирам. Решив да се вратиме на корените на наполитаната пица. Значи, првата пица што била направена во Наполи е маринара и таа се припрема исто. Маргаритата фактички настанала од неа со тоа што тие се две сестри пици. Само што на маргаритата се додава свежа моцарела, маринарата е само со пелати. Исто се зачинува со босилок, олив оил, може да се додаде и лукче. И тоа е стварно за луѓе со истечен вкус, што не тражаат многу вкусови, спојна многу вкусови, е стварно прекрасна пица. За некој што сака да го осети вкусот и квалитетот на пелатот, кој се прави од тие италијански рајчици, и на маслиновото масло и таа убава мирисна доза на босилокот. Сега ние ќе направиме, нема да направиме маринада, ќе направиме класична наполитана маргарита. Оваа емисија по начин како тато што сака, пак ќе напоменам, да изгледа. Значи јас сум учел, значи сега да отидеме најстарите пици во Наполи, во Де Микеле, не изгледаат вака како овие новите пици. И новите италијански мајстори го имат модернизирано тој наполитански стил и сега го нарекуваат као каното. Стариот начин е као бари стайл, а новиот стайл е као каното стил, пошто се прават поголеми рабови на тестото. Еве вака. И рабовите не се убиваат. Значи, тие се класични пици, две, што треба да се прават по тај начин, другото е се импровизација. Например, пршото, какви сосови ќе си направиш ти, тоа е веќе твоја инвентивност, твоја импровизација. И сите други пистацио и, значи, јас се трудам тато да си има знак и негов препознатлив знак како ќе ја прави пистацио, како ќе ја прави. Значи секој мајстор си додава нешто свое, автентично и автентичен вкус за да се осеќа кажи ми души, помогни ми, оригиналноста на нашата пица. Сега многу да не заглавам во тој контекст на муабетот, значи се става не доматино пире, туку изблендирани рајчици, пелати од рајчици, оригинално. Значи маслинов зејтин, покажи со оваа прекрасна зелена боја, обавезно екстра вирџин олив оил и сега некој пармезан обавезно. И сега ова е маринада пица. Ќе му додадеме сега малку и сув босилок. И сега ако додадеме лукче и испечене, тоа ќе биде маринада. Но ние имаме овде спремно, пошто јас на мојот начин босилокот го ставам после печењето. А ќе видите како ќе искористам и моцарелата.
Сега идеме на печење. Сега нашите муштери, македонски да наречам, јас секој пат имам чувство дека оригинално оде директно вака се пече, значи, и после се додава, ако ја дехидрира в 2-4 сата, моцарелата може да иде директно на печење. Но пошто сега е свежа, само што извади од вода, ќе ставам, ќе видите кога. Сега јас на нашите муштери ќе ставам и дехидрирана малку моцарела. Сакам малку да ја дадам побогат вкус. Барем јас го имам тој комплекс дека мислам дека ќе мислат ама е скржав, па не ни стави само малку моцарела оти. Не е поентата да ја натрупаме на маргаритата со моцарела, туку треба да има адекватен сооднос на состојките. Сега ќе идеме на печење. Треба околу за минута и пол да биде готово. Ако печката е таман, че не знам колку пати да ви кажам, едно огромно благодарам. Тоа секако ни дава голем елан за работа. Сега сериозноста е уште поголема, предизвикот е поголема, одговорноста. Некако ми е многу потешко сега да сгрешам и неќам. Имаме прилив на многу нови муштери после тоа видео. Некои што се јаделе знаат. Ама овие новите се трудиме да го добијат автентичниот вкус на тато. И се надевам дека ќе бидат задоволни. Секако не зборуваме за вкусови. Секој си има свои видувања за каде и што му е вкусно, каде сака кај се осеќа комотно, каде му баво слободно. Барем сега во ово време имаме избор и на кафујња, и на меани, и на пицерии, еден куп. Дојдете да видите сега. Не знам дали има минути поминато, пицата е веќе готова. И во еден совршен пример на наполитана пица, тука ми го стави. Значи, која е добро загреана печката, сега ќе измериме и температурата, ќе видиме колку е доле, доле. Сега, јас сега ја ставам моцарела. Не се стави ръкавици, чека да не се извала. Некем вака. Извини. Обично не се секирате, работам со ръкавици, не само заради вас и заради нас. Нити месото, нити во работа сакам да ги фаќаме со раци. И сега ќе ја наредам моцарелата, веќе е доволно, ама ајде нека има уште малку. И сега како украс ќе ги наредиме. Ќе го наредиме босилокот. Значи кој сака нека си го јади, кој не мора. А не нека ја пуште таа прекрасна миризба и која свежење и дава на пицата. И сега додаваме одозгора уште малку маслинов зајтин, секако пармезанче, моцарелата во кутијата од кај нас до дома таман се стопува толку колку што треба.
Значи малку ќе ставам зачин врз неа, чисто за подобар изглед, а и вкус, и секако јас практикувам малку едра сол. Пошто таа е неутрална. И луѓе, верувајте дека ова е еден прекрасен, лесен вкус. И за вашето тело, и за вашата душа. Тоа е тоа, тато ве сака сите, како и секогаш. Слушате и песната на тато. Да се забришам малку. Мислам и денес направивме еден добар избор, на еден добар производ. Бидете ми позитивни, бидете ми среќни, да ми бидете здрави, зашто без здравието среќа нема. Се гледаме во некој од наредните емисии со некој друг вид на пица или пилешка пастрамалија, или можеби, ајде пишите ми у коментар, ајде да направиме лахмаџун или нешто, некој друг вид на пица. Ајде, ќе измислиме нешто. Инвентивни сме ние. Тато ве сака многу. Чао, чао. Значи, ќе заборавивме да го тестираме пред вас прекрасниот примерок. Еве, ќе пробам со овие ножички, баш не се добри за сечење, треба да се пресече вака, да се боцне, за да не се убие страницата, за да видиме сега дали ги има тие посекувани меурчиња. Значи, тестото е феноменално. И има таа пајакова мрежа. Ајде и тука ќе пробаме. Видите сега како изгледа тоа. Едно добро фрагментирано тесто. Вау. Ајде да видиме. Вау. И од оваа страна. Тоа е тоа. Значи, стварно имаме еден прекрасен примерок на наполитана, верувате ме, кој испаднат вака. Сум пресреќен, бидејќи целата таа, да наречам, мачна работа, што ја правиме секој ден по 24 сата, кога ќе излезе еден добар производ, мора да сме среќни. Многу не се чувствувам добро кога нема да ми се подигнат краевите, нема да се ишара вака. Исто да ми напоменам. Добар примерок на пица е вака испечен. Значи, ако е бела, не е добра. Посите и Винченцо, што сам го гледал, и Вито Јокопели, значи, најголемите италијански мајстори, мора да биде испечена кафенкасто златна со црни точки на леопард, они како што викаат. Значи, ово е добра печена пица. Ако е по-бела, не е добра. И одоздола да го има истиот леопард. Значи, мора идентично да биде испечена секаде. Тоа е добар пример. Чао, уште еднаш тато ви сака највише на светот. Чао. Тато е тука, секогаш за вас, најдобар во градот, запамти го гласот. Дојди со другар, донеси спас, гладен да влезеш, сит да излезеш. Тато е тука, срце на мало, топло парче радост, секогаш подготвено. Пица, пастрамалија, вкусот запечатено. Кај тато, секој ден е славје.